По завршувањето на локалните избори, ВМРО-ДПМНЕ освои само 5 општини. Што значи тоа за партијата и за извршниот комитет? Денес разговараме со Богдан Илиевски. Богдан, благодарам што ја прифати поканата. Ви благодарам на поканата, со задоволство. Еден од ретките кои можеби можат лесно да се договорат и да си останат на зборот да кажат што точно се случува моментално во ВМРО-ДПМНЕ. Може ли така да се конструира ова прашање со оглед дека некаде околу 100.000 гласови во ВМРО-ДПМНЕ ги нема, 5 општини има само, а имаше повеќе од 50? Па прво во однос на тоа држање до зборот, зборот си е збор, не е ничува ексклузива, зборам на ниту една политичка опција, како што беше рекламирано во претходниот период. Точно е дека на декемвриските избори Коалицијата за подобра Македонија имаше 456.000 гласови. Оваа година на локалните избори, кои што се малку поразлични од парламентарните, не малку него прилично во нормални услови, биле два света буквално со парламентарните избори, кај нас не е баш така, меѓутоа точно е дека има околу 100.000 гласови помалку. Верувам дека одреден дел од нив се гласови на нашето членство, кое што е така разочарано можеби од некои политички гестови, од некои ставови кои што според нивните согледувања не биле такви какви што требало да бидат. Одреден дел на гласови, како што можевме да видиме и посведочиме, не само ние како политички субјекти, многу други политички субјекти го говорат истото за предизборниот период и за периодот на самата изборна кампања, за активирањето на полицијата во служба на власта, за, како што кажа некои представници од политички партии вчера од албанскиот политички блок, за активирање на подземјето во рамките на преизборната кампања. Гледавме снимки каде се врши подкуп, снимки каде се врши агресија врз граѓани, буквално да бидат спречени да излезат да гласаат. Така да таа бројка која што звучи доста тешко, 100.000 кога ги кажете на прва топка, има свое објаснување позади, логично објаснување. Нешто што не знам дали некој се бавеше со анализа на бројките на СДСМ, например, ако ги споредуваме со декемвриските избори и со овие избори сега, и кај СДСМ има голем пат на гласачи. Ти има 436.000 во декември, сега имаат околу 416.000, меѓутоа во нив има големо купче на оние кои што ви кажав граѓани кои што гласаат за партијата на власт, значи кај нив сигурно има некои 5-60.000 гласови помалку во споредба со декемвриските избори. Но тоа се работи кои што допрва ќе ги анализираме, ќе ги согледуваме слабите страни. Спомена подземје, спомена МВР, спомена подкуп на гласачи и така натаму и така натаму. Тоа нешто најчесто јавноста го поврзува со она што го слушна од бомбите, каде што па таму имаше индиции за сторен криминал од поранешни високи, сегашни високи функционери на ВМРО-ДПМНЕ. Па некако кога ќе се спојат тие две работи, излегува дека ова што вие го кажувате само некоја повторување на историјата која порано била создадена од тогаш владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна, дали има подкрепа со докази за сите овие работи? Докази има и тие беа и презентирани на очигледна јавноста, не сите од нив дел луѓето не сакаат да говорат бидејќи се исплашени. Има работи кои што побара од нас да не ги пуштаме, а ни се презентирани како докази, меѓутоа тоа се работи, како ви кажам, значи не станува збор само за ВМРО-ДПМНЕ, и други политички субјекти го говорат истото, значи не е само наше чувство или некакво алиби за изборниот резултат. Кажав, сигурно дел од гласовите кои што сме ги изгубиле се од нашите поддржувачи. Дали тогаш го прераскажувате сето она што го слушнавме од бомбите? Па не би рекол дека е така. За тоа што го слушнавме од бомбите постои јавно обвинителство кое што гледаме сите како работи и дури и тоа јавно обвинителство не може да излезе со никакви цврсти докази за таквите индиции. Меѓутоа, во општ случај, еве да зборуваме хипотетички, дури и да е така, борбата на сите оние граѓани кои што искрено и автентично веруваа во зборовите правда и слобода, кои што ги изговараа додека шета и чекореа по улиците и бараа некаква промена, сигурно не било слобода и правда некој друг да прави нешто што нив им пречи. Така да не е никакво оправдување, реков хипотетички во општ случај да зборуваме, дури и да имало такви лоши ситуации на некои претходни избори, некој да ги повторува и да ги мултиплицира пута 10 пати. Така да зборуваме за суштината во моментов, а тоа е дека нови избори на вистина во некои нечовечки, имаше и термин африкански услови, можеби е тоа навреда за некои земји од афричкиот континент, се вршеше злоупотреба на полицијата во партиски цели, а за
за подземјето, за флертот со криминалните структури, за нивните Богдан, активности. дали криминалот кои е ги видовме на криминал? камера. Како што зборот е збор, претпоставувам дека и криминалот е криминал. Се разбира, Дали треба секој да одговара за тоа? се разбира дека секој треба да одговара за криминалот. Не може никој дека да беше биде... тоа атакот врз пратениците, врз новинарите во собранието е атак, буквално криминален атак кој треба да биде Не казнет? сметам дека е обид за убиство, како што беше прикажан. Само атак во кажав, моментот, дека е како што сепак беше имаше прикажан насилство. Во моментот точно имаше насилни моменти од кои што, како ви кажам, јас тогаш од позиција на човек кој што беше на улица и денеска од позиција на функционер на ВМРО ДПМН, секој акт на насилство е за осуда. Тоа е неспорно. Значи, Но дали треба правно да биде насилство- процесиран со оглед дека криминалот е криминал? Затоа постои правниот систем за да Но процесуира барате такви амнестија. случаи, бараме амнестија, кажаме во кои околности, во кои што според новиот закон за амнестија кој што се изготвува, 1050 луѓе треба да бидат пуштени на слобода. Причините поради кои што се бара нивно ослободување имаат врска и со изборниот резултат. Тоа е предмет на анализи, вие како новинар сте и паметен и писмени, тоа мислам знаете за што зборувам, а и јавноста знае за што зборувам. Во светло на барањето на амнестија за 1050 осуденици за разни и за тешки кривични дела, ние бараме ослободување на лицата кои што беа вклучени во настаните на 27 април, бидејќи цврсто веруваме дека ниту еден не влегол за да убива некого или да изврши акт на тероризам. Така да ова е еден Дали начин ако може би се повлече тоа 1050 да не бидат ослободени, ќе го повлечете вие барањето за Ако не се амнестија? повлече, сигурно би разговарале во нови околности кои што во моментов не се такви. Јас лично како човек можам да ви кажам, убеден сум дека најголем дел, да не лиферувам сега разни проценти од луѓето, бидејќи јас бев таму, влегоа во собранието бидејќи беа испровоцирани од она што се случуваше внатре. Тоа веќе го знаеме, веќе е И сега познато во јавност. за оправданоста на тоа секој си има различен став, различни гледишта. Она во што цврсто сум убеден е дека казните за кубење за коса, кој што не треба да се случува, да се договорим. Меѓутоа казна од 4 години затвор за такво дело е навистина престрога. А тоа носи кривичниот законник. Тоа е поради квалификацијата на делото. Затоа ние бевме наречени терористи во обид и убици во обид, токму за да има такви драконски казни. Ќе се навратам на бомбите, затоа што ги споминавме, кажа за јавното обвинителство, јас само ќе те поправам, со бомбите се уште мислам дека се занимава специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно Кој на почетокот ВМРО ДПМН не го признаваше како институција, велејќи дека тоа не постои како институција во уставот согласно законите и така натаму. А од сега по изборите претседателот, односно лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски бара ново специјално јавно обвинителство за изборите. Ние сме земја на многу преседани. Например, околу уставноста на специјалното јавно обвинителство, Уставниот суд се уште нема одговорено на иницијативата за оценување на таа уставност. Можеме и јас и вие јавноста да претпоставиме и да процениме зошто е тоа така. Имаме во моментов едно специјално јавно обвинителство на кое што му истече мандатот на 30 јуни и се уште влегува во активна политичка битка против ВМРО ДПМН. Знаеме сите добро дека сите случаи кои што се процесирани се случаи против функционери, членови на ВМРО ДПМН. Нема ниту еден случај каде што барем би имале индиции за некаков криминал на членови на порано се вика режим, сега се дела слободарската власт. Тоа е партнерот на СДСМ во владата, или пак не дај Боже да има такво нешто за функционери, членови и поддржувачи на СДСМ. Така да има многу прашања кои што треба се одговорат. Но дали би можеле ова да го одговориме околу специјалното јавно обвинителство, пак ќе инсистирам со оглед на фактот дека тоа специјално обвинителство за вас не е уставно, не е би се нашол начин како ова јавно обвинителство кое што го бараме ние, специјално јавно обвинителство и за неправилностите на изборите во декември, и за неправилностите употребата на полицијата во служба на партија, подземјето и директниот подкуп на гласачи, би ги истражувало тие случаи. И навистина поважна е тука суштината отколку формата. А суштината е дека има повреда на избирачкиот процес и основ за се разбира и основ за да се сомничи за фалсификат на волјата на народот, и тоа е она кое што треба да се истражи, да се ОДИХР, ДИК, домашните наблюдувачи, никој од нив не е воочи неправилности, односно воочи мали неправилности во текот на изборите. Добро, треба само да погледна неколку видеа кои што се појавија на интернет, тие може да кажат дека не воочиле неправилности на
на веќе видено, како што ете и Но тоа нели е слично како да и судот речеме може да каже дека не е воочил минал во случајот подкуп, за кој што исто бараме разрешница, беше одлаган 400 пати досега од разни причини. ова што вие го велите Така сега да, некако ми е слично со она да ги слушнеме бомбите, па тоа е доволно за да се процени. Не, има огромна разлика меѓу видео и аудио снимка, бидејќи во видео снимката начек буквално како што се гледаме сега, може се да се проследи целиот наш разговор. Може да биде и тоа сечено лепено монтирано. Па добро, ако знам, Тоа се ваши- точно така, може да биде сечено лепено монтирано, тоа и се случило и неколку пати во минатото и тоа се користи во оние ежедневни разни битки по интернет мрежата. Зборувам за случаи кога јас сум бил вклучен, меѓутоа тоа се случаи кога не се нанесува штета на никого. Јас тоа не го сметам за нанесување штета кон мене, можам да ги поднесам сите тие работи доста лесно. Но кога се работи за судски докази и сомничење за криминал, видеоснимката е непобитен доказ. Да се навратиме на прашањето, сите наблюдувачи, активни партиципиенти во избирачкиот процес, еве ќе кажеме можеби случајно не ги виделе или на местата каде што тие наблюдувале не се виделе тие работи, меѓутоа при очи да се правиме слепи не бива. Видовме како буквално на луѓе им се забранува да излезат од дома, бидејќи знаат дека знае тој кој што им се заканува дека ќе гласаат за ВМРО да помене и осеќајќи се полетен во дадената политичка констелација и распределба на сили, односно власт, дури се дрзнува да прави такви закани. Имаме сведоштва на луѓе кои што ги нема ни на камери, ни на аудио снимки, ни никаде, кои што кажуваат дека им доаѓа нивните надлежни. Станува збор за луѓе кои што работат со договор на дело. И вика, видете, а проценката на власта била дека тие луѓе во најголем процент би биле потенцијални гласачи на ВМРО да помене. И има закана дека договорите на дело нема да им се продолжат после рокот, дали ноември или декември беше, не можам точно да се сетам, доколку се појават на избори. Тие луѓе се уценети, тие луѓе се притиснати, се работи за нивната екзистенција. Ајде да се вратиме на СЕО. Секој ден беа поднесувани кривични пријави по разноразен основ на сите можни кандидати за градоначалници на ВМРО да помене. Во периодот претходно сме сведоци на закани кон потенцијални кандидати на ВМРО да помене, кои што на крај дел од нив и се повлекоа, затоа што рекове лудо време, не знаеме што се може да се случи. Меѓутоа и тие трпеа закани. Не би сакал да говорам о нивно име сега, доколку би биле Дали да можеме некако тие се приклучиле кон реформаторите, бидејќи тие се доста актуелни кога во прашање вашата партија, а вашата партија е топ тема. Прашајте ги луѓето кои што се представуваат за реформатори во ВМРО да помене, кој им се приклучил и дали им се приклучил. Ќе се вратам на господинот Никола Груевски, вие не сте негов адвокат, но за ваше мислење дали треба да даде оставка, не треба да даде оставка? Никола Груевски не треба да даде оставка кога тоа од него го бара СДСМ, што е еден тотален абсурд во нашава држава. Видите, во однос на реформаторите, значи дел од нив се или биле членови на ВМРО да помене, како ви кажам, секој почит за сечие мислење, секој си гледа сходно на сопствената агенда, доколку ја има и ако има зошто е таква, какви барања ќе поставува и какви ставови ќе застапува. Не би зборувал премногу за нив, тие нека си ја тераат нивната работа, ние ќе си ја тераме нашата. Како член на извршен комитет, кој се ќе понесе одговорност и дали ќе понесе воопшто некоја одговорност, бидејќи еден од аналитичарите кој говореше за Макфакс вели всушност Груевски ги има завршено сите анализи во однос на изборите, кој е виновен, каков е поразот, зошто е поразот, но извршниот комитет се уште ги нема завршено тие анализи. Па добро, ако е тоа некој човек кој што е поблизок соработник на претседателот на ВМРО да помене од нас, прашајте го. Аналитичар. Сега ме интересира од ваша. Аналитичар на база на хипотези, не е нели на база на докази. Од прва рака. Кој ќе понесе одговорност, дали треба да се понесе? Видете, прво сите ние сме луѓе кои што сме склони кон понесување одговорност и затоа сме тука каде што сме. Затоа ја водиме ова битка, ова желба за суверенитет на Македонија, ова желба за подобра држава, затоа што сакаме да сносиме одговорност. Секој од нас можел да биде на друго место едноставно во моментов. Така да, јас како човек, лично за себе ќе зборам, верувам дека тоа важи и за најголем дел или за сите од моите колеги од извршниот комитет, воопшто не бегам од никаква одговорност која што ја имам јас и ја сносам јас. И добар дел од тие кои што бараат одговорност од извршниот комитет
одат според народната слушајме Керко сети се снao и праќаат порака до претседателот на ВМРО да помине Никола Груевски. Тој има мојата апсолутна поддршка и доверба, да не заборавиме дека тој е човекот кој што ја издигна оваа партија од еден пепел во кој што беше пред многу години, извојува огромен број на победи во ред и сум убеден дека ќе знае да го донесе најдобриот и суд за она што се случи и одлука за иднината, и негова лична и на партијата. Што мислите, дали сега може би носи големи или многу негативни поени на контото на ВМРО да помне што е се уште начело на партијата? Да, кај гласачите на СДСМ носи големи негативни поени. ВМРО да помне гласачите, гласачкото тело ваше? Па, видете, најлесно е да се обвини првиот. Верувам дека добар дел од луѓето кои што нови избори не излегле на гласање. По моите проценки тоа се можеби некои 15-20 илјади луѓе или излегле и го поништиле ливчето. Може да го обвинат него за нешто што не им се допаѓа, за некоја одлука, некој непринципиелен според нив став на ВМРО да помене од минатото, дали од блиското, дали од подалечното, но искрено не верувам дека, убеден сум практично можам да ви кажам, дека најголемиот дел од членството би сакале смена на претседателот. Ќе се навратам на реформаторите, дали сте имале средба во Јасне. блиското? Јас не и не знам некој да од моето поблиско окружување да имало средба. Добро се лиферуваат информации дека на извршен комитет сме се расправале за наследникот на претседателот, кој што се тотален нонсенс и дали би сакал Богдан Илиевски да биде претседател на ВМРО да помне? Не би сакал да бидам претседател на ВМРО да помене, нити па би одбил априори таква работа, доколку некогаш во иднина се создадат услови и ми се укаже таквата чест, меѓутоа сум прекратко во политичките води, како ви кажам, некои 3 месеци и воопшто на крај памет не сум ни размислувал, затоа што и прифаќајќи ја поканата да учествувам во работата на извршниот комитет на ВМРО да помне, тоа не го направив затоа што јас сакам некаква функција, туку затоа што чувствувам некаква одговорност кон оваа земја и го барам најдобриот начин тоа да го спроведам на дело. Барате парламентарни избори? Да, ова е точно уште едно од тие 7 барања кои ги испорачавте вие извршниот комитет чинам заедно со претседателот, лидерот. Барате парламентарни, а не барате поништување на локалните и нови локални. Видете, самото барање на парламентарни избори е делегитимирање на локалните избори, како избори кои што оваа власт ги спроведе на начин на кој што видовме сите или како што вие викате е наш став, односно сме виделе само ние. Не е точно, и други политички субјекти го искажаа своето незадоволство и голем револт од начинот на кој што беа спроведени изборите, практично зборувајќи за истите работи за кои што зборуваме. Ако ги организирате вие изборите, дека не ги организираме ние, него декемвриските избори беа организирани со Пржинскиот договор и сме убедени дека наредните било кои избори, односно парламентарните избори, организирани според Пржинскиот модел, а Пржинскиот модел во конкретниот случај би гарантирал за неможноста да се злоупотребува полицијата, да се врши подкуп и уцење на гласачите, дека ние лесно би ги добиле. ќе ги вратите ли можеби мандатите кои ги добивте во 5 општини? Видете, и добивме и мандати советници во десетици ќе ги вратите назад општини и ќе ги поништите, ќе кречете? Во моментов разговараме и размислуваме за сите можни опции. Значи тоа е во можност. Во дадена динамика, во која ќе имаме одреден маневарски простор, сите опции се отворени, за сите опции се разговара. Во моментов не можам да ви кажам ништо конкретно околу тоа. Генералниот секретар на ВМРО да помне Христијан Мицковски денеска поднел оставка од Советот на град Скопје. Дали сте информирани и зошто, дали знаете или ќе оставиме тој да се одговори? Пред малку дознав, секако тој ќе ви ги каже во целост причините поради кои што го сторил тоа. Моја претпоставка е дека сака повеќе да се посвети на работата како генерален секретар на ВМРО ДПМН, истовремено неговото место ќе го заземе друг член. Истото сакаше да го направи и Никола Тодоров, кога се повлече од институцијата Министерство. Па потоа некако го снема и од ВМРО. Па го снема затоа што човечки се причините. 2 дена откако го направи тоа, имаше обид за негово убиство и чиста среќа што куршумот му прошол на 7-8 сантими над главата. Обидот за убиство, добро знаете, резултат на каква хајка беше. Така да нормално е за човекот кога ќе проба некој да те убие за нешто што не си го сторил, да сака малце да се повлече и да не биде толку присутен во очите на јавноста, бидејќи добар дел од таа јавност е придонела кон тие околности. Останатите членови на
извршниот комитет, односно делот нив поранишни членови Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски и останатите? Да се за нивните лични причини, за начинот на кој што тие се одлучиле да делуваат во политичката битка, треба да разговарате со нив. Според она што го кажа дека 3 месеци си во политиката и во ВМРО да помине последно прашање за овој интервју. Добро. Нека виде какви реформи во очи дека му се потребни на ВМРО да помине и што се увиде во, како што некоја нарекуваат Белата палата или вашиот колега Србов би се налутил на тој израз, па би рекол само централниот штаб или централното седиште на ВМРО да помине. Ете, пропуштивте една прилика да ми поставите прашање, ама да го ставиме за наредниот пат. Што јас како не, се само нека остане на пропуштена прилика. Што јас како архитект сметам за стилот на палатата на площадот. Може да погледнеме бидејќи мој беше изборот. Доколку Али прво реформите бидејќи ми се поприоритетни. Реформите и критичкиот осврт кон делувањето на ВМРО ДПМН, доколку го правев јавно и пред камера, веројатно ќе бев во нека друга група на граѓани. Долго време бев присутен во јавниот дискурс како критички ум, да кажам нескромно, бидејќи тоа се оцени на други луѓе за мене. И на крај решив дека треба да го употребам своето знаење или потенцијал, добра мисла и енергија за да ги правиме работите уште подобри однатре. Благодарам многу, се надам дека партијата ќе биде како што посакува СДСМ силна. Претпоставам дека и вие истото го сакате. Јас сакам да не биде како што посакува СДСМ, бидејќи СДСМ не посакува силна ВМРО. Силна опозиција велат барем тие. Само декларативна заложба. Цитирам Тоа е само декларативна заложба. Би се изненадиле колку функционери на СДСМ се ставиле во активна улога да убедуваат луѓе да се приклонат кон она опција која што пред камери зборува за своите критики. Тогаш нека биде ВМРО како што посакувате вие. Може да си ми жив и здрав, така и треба да биде и како што посакува огромното мнозинство од граѓаните во Република Македонија. Благодарам многу уште. Фала ви и вас. А вие останете со Макфакс и со најновите информации од земјава и светот.